Вчера реакцијата од Елем беше чиста манипулација. Лош обид да се сокрие вистината пред јавноста во пресрет на изборниот ден, дека состојбата во РЕК Битола и воопшто во Елем е алармантна. Реки вчера не дадоа вистински одговори, уште еднаш ќе ги отворам дилемата. На што се должат честите испади и кварови на трите блока, по завршената ревитализација и модернизација, инвестиција на која веќе се потрошени 56 милиони евра. Во овој момент, додека трае овој прес, во првиот блок модернизираната турбина е во тежок дефект, а се уште се прават досега безуспешни обиди да се стави во функција и третиот блок. Што испадна вчера? Зошто избегнува да потврдат дека Подинско-Јаловинскиот систем 2 недели не работи? Заради квар на новиот багер СРС 1050, инвестиција на која, заедно со одлагачот, веќе се потрошени 25 милиони евра. Како може да го оправдаат неработењето на транспортниот систем Брод-Гнеотино? Инвестиција на која веќе се потрошени 20 милиони евра, и токму заради тоа 7 месеци во континуитет продолжува транспортот на јагленот со прескап приватен камионски превоз. Зошто кријат дека токму за овој случај екс-директорот и неговиот заменик имаат кривични пријави. Како е можно после потрошени 101 милион евра за овие инвестиции во РЕК, последните неколку години наместо подобрена да имаме ситуација пред колапс? Рече си редовни испади, хавари и дефекти. Во што е проблемот? Недомаќинско, нестручно и незаконско раководење со комбинатот. Тоа е проблемот. И ова не го велам јас, туку некој друг. Еве го доказ. Со известување од 18 февруар под архивски број 03140. Официјално се признава проблемот за акутен недостиг на јаглен за нормално работење. Подпис директор на Рудници Спиро Мавровски. Како важен момент се потенцира и следново, цитирам: случајот со дроните во 2008 и 2012 година ги промени и отежна експлоатационите услови, и тука Мавровски продолжува со следниот заклучок. Драстично е опадната техничко-технолошката дисциплина и сеопштата дисциплина во работењето. Затворен цитат. Го повикувам Спиро Мавровски да ги потврди нашите наводи, бидејќи се и негови. Најсимптоматично од се е тоа што вчера Елем не одговори зошто и со чија одлука се врши дотур на јаглен во Кичево. Токму и денес. Еве уште еден доказ. Договор за превоз на стоки потпишан на 12 декември 2012 година. Помеѓу два превозници, едниот што го добил тендерот и другиот што во негово име го врши превоз, со дефинирана цена. И договор во кој што пише дека ќе трае се додека трае потребата. Потребата трае и денес. Ова е доказ дека 3,5 месеци на оваа операција се потрошени според понудената цена околу 5 милиони евра на име транспортни трошоци. Затоа уште еднаш прашувам, колку е поскап 1 киловат час електрична енергија произведен во Осломе, за разлика од оној што се произведува во РЕК Битола? Кој стои за ова? Дали ова предизборен енергетски договор Груевски Ахмети? Дали може би целта е со овие огромни превозни трошоци да се покријат изборните кампањи на коалициониот двоец ДУИ-ДПМН? Ги повикувам надлежните институции да го испитаат овој случај и да се произнесат пред јавност.